За најава сум закупил. Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Љубомир Гирчевски, безбедносен експерт, криминолог. Добре дојдовте. Добро вечер, поздрав за гледачите на телевизија Алфа, благодарам за поканата однапред. Благодарам што сте со мене. Прв пат се појавувате после подолго време на екраните на македонската. На која било македонска телевизија. Благодарам што сте тука. Но еве, се појавувате буквално кажано на еден ден пред да се наврши еден месец од она трагична кочанска, трагедијата што се случи во дискотеката Пулс. Но ако гледаме сега од оваа дистанца од еден месец, не форензички, знаеме форензички што се случи, зошто бидна, но како дојдовме до ова да ни се случи? Што беше во прашање? Каква е таа низа на системски грешки, Гирчевски, која што доведе до вакво нешто, имајќи преди сето ваше искуство и се што сте го поминале? Видете, значи, ние често пати во сите анализи, не само јас и многу други експерти, сме укажувале на системските слабости во голем број на законски прописи кои што регулираат одредени области, особено во делот на остварување на стопанските дејности, односно на економските односи внатре. И она што често пати сме го коментирале, дека самиот лицензен систем, таков како што е недоречен, сам по себе е коруптивен. Значи, тој генерират корупција и ако земите во било која област каде што се издаваат лиценци или одобренија за вршење на одредена стопанска дејност, било да е тоа угостителство, било да е тоа трговија, било да е тоа сообраќај, било да е тоа градежништво и така натака, ќе видите дека секаде имаме проблеми. Министерот за транспорт и врски, односно вице-премиерот Николовски на времето зборуваше за сите оние проблеми со лиценците, со А и Б лиценците во делот на градежништвото. Нели и таму имаме еден куп проблеми кои што исто така треба да они ќе регистрираат фирмата, ќе ја добијат лиценцата и после тоа го нема тоа тој лиценциран инженер кој што треба да врши било да е надзор и така натака и така натака. Исто така и во овие области, ако сакате и во делот на полагањето на возачките испити се направи многу голема грешка со тоа што се даде лиценца за полагање на возачки испити на некоја си фирма која што од Куманово, која што има сосема друга дејност, основната дејност и беше сосема друга, а се одзеде лиценцата на Автомотосојуз со минатиот министер, значи лично со минатиот, каде што исто така имаше силни коруптивни елементи кои што и ден денеска јас повикувам да се истражат, веќе почна да се истражуваат, нели, со ова афера сега што се излезе на виделина со Центарот за регистрација на моторни возила, како се испумпувале пари и како се едноставно се вршело кражба на пари од буџетот. Не се уплаќале на сметка и така натака и така натака. Значи каде ќе пипните, тие 7-8 години се е корумпирано. Сакате ќе се навратиме, можеби ќе ги експлоатираме во делот на емисијата и сите оние фалсификувани лиценци, фалсификувани технички прегледи, несоодветни технички прегледи на автобуси и така натака, каде што имавме загинати. Што доведоа до многу несреќи. До многу несреќи. Исто така останаа неистражени. Возачот е виновен, нити истражени, ниту докажани, ниту па некој побара одговорност за сите овие системски слабости. И затоа оваа истрага, сега да се вратам конкретно на она што ни се случи, она трагедија што ни се случи точно скоро пред еден месец, значи да се вратиме и да анализираме. Затоа јас таа истрага би ја поделил во две насоки. Едната насока е значи системските пропусти. Кој бил одговорен, што бил одговорен, кој извршувал, односно не извршувал задачи, кој што согласно закон бил, односно сторил злоупотреба на службената положба или несовесно вршење на службата и така натака, тоа се сплет на кривични дела кои што во истрагата јавното обвинителство треба да обезбеди докази и да ги во судската постапка да ги докажува, тоа е едната, и вториот дел каде што одговорноста на сите оние лица непосредно, значи вечерта, кои што превземале или не превземале одредени действија за да попречат случување на една ваква трагедија која што ни се случи, мислејќи на организаторот на настанот, обезбедувањето, затоа што секој организатор е должен да обезбеди соодветна безбедност на сите лица, тој морал да ги знае состојбите дека нема
противпожарна заштита, дека нема ова, дека нема она и дека тој објект е доволен само за одреден број на гости, не повеќе од 250, а не да има над 600 и така натака, затоа тоа дел се и прегазени, паднати, па со самото тоа што не можеле да станат, вдишале, чате, значи сето тоа вештачењата ќе го покажат, но укажувам на слабостите вечерта што биле должни да ги преземат организаторите, кои што исто така требало да преземат действија на отстранување на малолетни лица, затоа што тие во објектот имаат овластување да побараат лични документи и да идентификуваат одредени лица и во 24:00 требало да ги отстранат. Тука не сакам да ги амнестирам ни колегите доколку биле на лице место, доколку биле известени и така натака, и спорниот момент кој спротивно на закон, без никакво одобрение внел пиротехника внатре и кој ја употребил неовластено. Значи, тоа се тие моменти на кривична одговорност и затоа ги поделив непосредно, значи вечерта, настани кои што се случувале вечерта и она што е системски пропуск од 2012 година, па перманентно до моментот на случување на настанот. Фалсификувани лиценци, промена на градежна дозвола, елаборати, изготвување и така, значи еден куп. За да при тоа Министерството за економија, односно Државниот пазарен инспекторат како единствен надлежен, да равчистиме, полицијата не е надлежна да проверува документи. Дали има лиценца, нема лиценца. Полицијата е надлежна за присуство на малолетници, за точење на алкохол на малолетници, за прекорачување на работното време и тоа пак прекршочната пријава оди према Министерството за економија, затоа што тоа е надлежност на Државниот пазарен инспекторат. И затоа викаме, ако некој требало да врши перманентно контрола за целокупната документација од самата регистрација на правното лице, значи дејноста запишана во Централниот регистер и така натака, тоа е Државниот пазарен инспекторат. Исто како што надлежна за фискализација е Управата за јавни приходи, заштитата на пожари и така натака, нели Дирекцијата за заштита и спасување, значи сето тоа си има законот предвидел. Може би има недоречености, денеска гледам и Државната комисија за спречување на корупција даде едно многу убаво соопштение, да, има законски недоречености, има законски пропусти, има правни празнини кои што треба да се дорегулираат, но сето ова и сето она што викаме на терен, не само таа дискотека, ние имаме по цела држава несоодветни безбедносни услови во многу угостителски објекти, без соодветна пожарна заштита, без присуство, без можност брзо пристапување на возилата за противпожарна заштита, на брза помош. Некому ќе му се слоши во кафаната, не може да дојде возило на брза помош до објектот и така натака, значи пристапот и одењето. И точно заради тоа Државниот пазарен инспекторат и Министерството за економија пред да издадат било каква лиценца биле должни да приберат соодветни мислења од сите институции, значи од нивната надлежност. А ние што имаме таму? Имаме фалсификување на лиценци, а знаете дека се што е стекнато со кривично дело е ништовно, значи тоа е неважечки лиценци, но некој создавал со тоа вршел правни действија, кои што правни действија нас ни се вратија многу тешко. И затоа викам дека во истрагата јавното обвинителство е должно да ги утврди сите елементи. И јас никогаш нема да се сложам дека сега некој да повикуваат на одговорност за истражни действија Министерството за внатрешни работи. Господа, после 2013 година Министерството за внатрешни работи согласно ЗКП не води повише истраги. Истрагата си е води јавното обвинителство. Секој што сака да барат одговорност заради некакви слабости во истрагата, не знам, кои што се појавиле, ако они така ценат, треба да се обратат до државниот јавен обвинител, до обвинителот за организиран криминал. Јас за многу медиуми зборував дека може би истражните действија ќе бидат проширени и се проширија. Уште може да бидат проширени. Да, но ние тоа како граѓани не го знаеме. Да.
Не го знаеме. Ние само можеме да предпоставуваме, односно да кажуваме свој видувања како луѓе, на пример, кои што професионално сме работеле, јас сум работел во Министерството за внатрешни работи, па да зборуваме што превзело Министерството за внатрешни работи, дали тоа било доволно, дали било недоволно, дали има одговорност кај она раководство што втората ден веднаш после трагедијата во Кочани беше разрешено, значи поставено од овој министер, од министерот Тошковски, нели беше разрешено, а сите оние кои што учествувале или допринеле со своето работење или неработење да се издават некаква си лиценца до 2023, а веќе во 2023 имаме фалсификувана, чисто фалсификувана, значи давале позитивни мислења за објект кој што не ги исполнуваат законските услови, тие се веќе во притвор. Таа постапка си ја води до обвинителството за гонење на кривични дела од областа на организираниот криминал. Ја не знам тука што не е јасно, дека некој е поштеден. Не е никој поштеден, ниту во полицијата, ниту во било која друга државна институција, и затоа зборуваме за системски пропусти. Опозицијата постојано реагира за пропусти во истрагата, што е малку симптоматично од каде може тие да знаат како се одвива како прво истрагата, а втор аргумент кој што постојано го вергуваат како некоја расипана лента е дека се работело за селективна правда. И малку е, да не речам безобразно, кога ќе слушнете од устите на СДСМ и на ДУИ да зборуваат за селективна правда. Го видовме 27 април, случаите кои што се водеа таму, видовме се што се случуваше со многумина, а со оние останатите од нивниот табор нели не се случуваше, така што кога ќе слушнете селективна правда од таму, од таа адреса, малку е нели цинично, не знам, лицемерно во најмала рака, но еве, обвинуваат за селективна правда. Иако имаме министер, актуелен министер без ресор, нели, кој што е меѓу нив, актуелниот кој што даде оставка градоначалник, имаме и од ваму и од таму, имаме од повеќе националности, имаме и од различни вери, над 50 луѓе. Еве моментот селективна правда. Како вие го гледате? Нема вака, да. Значи никој не може да зборува за селективна истрага, не правда. За селективна истрага, сега, барем во овај случај, каде што прво и прво, да равчистиме. Вие многу убаво и во вашето прашање, а и јас тоа го експлоатирав со она што нафрлив, само одредени лиценци за во делот на сообраќајот. Значи, не може да зборуваат за селективност во истрага некој кој што бил должен да предземе истражни действија за некаде 100 мртви во двете автобуски несреќи и палењето нели на модуларната болница во Тетово, како и за други трагедии почнувајќи од пајакот, од удрувањето на полицајката во пајакот и така натака, за селективност кога ние сите сме сведоци на нивната селективност и на нивната неказнивост, која што нивна селективност и неказнивост доведе до распад на правниот систем генерално, за да денеска ние сите зборуваме за некаква си доверба од 2% или пониска од 2% во оние органи кои што треба да бидат коректор на се, судската власт. Значи коректор на се, викам и на извршната и на се, затоа што, како викаме во Уставот, никој нема право да коментира конечна судска пресуда. Не разбирате? И сега, не да е лицемерно, тоа е испод секое човечко достоинство, да таа структура на луѓе, почнувајќи од Доливер Спасовски, од Филипче, од Али Ахмети, од Артан Груби, од министерот за надворешни работи, што беше Димитров. Не, албанецов. Бујар Османи и така натака, значи сек што е дојдено од нивните усти по однос на селективност, не е човечки недостоинствено. Затоа што се они живиот пример на селективноста во водењето на истрагите и политизацијата на обвинителството и судството со сите оние назначувања и именувања што ни се случија во овај период, за да денеска ние не можеме да преземиме никаква реформа во судско-обвинителската власт, затоа што се донесени многу лоши закони, па треба многу напор да се убедите Европа дека без тие реформи во судската власт, особено во судскиот
совет и во јавно-обвинителскиот совет дека ние нече можеме да постигнеме, и на крајот на краиштата, на врвот на истрагата за оваа трагедија што ни се случи во Кочани, стојат луѓе назначени и именувани од нив. Било да е тоа јавниот обвинител за гонење на кривични дела од областа на бази, од областа на организиран криминал, сторени од полициски службеници, било да е тоа Коцески, државниот јавен обвинител, кој што беа назначени од ними. Ако они некој ја конспиративната истрагата, значи издават елементи на истрагата, тогаш јас ќе речам, ќе се посомневам, уствари, основано ќе се посомневам дека точно може би овие нивни обвинители ги информираат за нешто што не смее и што е спротивно на закон. Ние сите викаме истрагата е тања. И затоа јас викам дека јавниот обвинител кој што ја води оваа постапка, оваа истражна постапка, ако издадит некоја наредба за спроведување на одредени процесни действија према Министерството, према финансиската полиција, према Управата за јавни приходи и така натака, тоа е тајност. Зато имаме во кривичниот закон кривично дело одавање на службена тања, одавање на државна тања. Значи да не се лажиме, зато викаме години наназад последните, особено од 2017 година, конспиративноста ни се уништи. Вие пазете, нас ни пропадна планина. Нас Дејан ни апсеше овде без да го известит Министерството за внатрешни работи, пошто знае ќе пропадните акцијата. Значи вие пазете докаде дојде тоа сомневање за висока корупција во сите органи. При апсењето на Артан Груби, при апсењето на Артан Груби, се покажа последен пат. Така, значи секаде и сега нешто дојдено за селективност од таа структура што ги именував, луѓе, за мене е испод секакво човечко достоинство, мислам, тоа не би сакал да го разговарам и на крајот ќе ги поздравам. Може да зборуваат за селективност, откако јавното обвинителство ќе поднесите обвинителен акт, па ако некој биде иземен во обвинителниот акт, да побараат зошто е иземен, кои се елементите за неговото ослободување, негонење и така натака. Но се додека трајт истрага. Може би и јас сум предмет на таа истрага, ако бе во болница. Ме разбирате? Може би и јас сум предмет. Зато викаме, истрагата ќе се прошируваат. Дали ќе биде проширена према други полициски службеници, од Бирото за јавна безбедност, од секторот за внатрешни работи Штип, од полициската станица од општа надлежност од Кочани, ние не можеме да знаеме. Не сум ја баба Ванџа па да предвидам дека ќе биде. Јас знам дека ќе биде проширена, а према кого? Немам никакви аргументи, никакви докази, не можам да зборам паушално. Сепак од ова што го видовме овие минати 30 дена, кои што нели поминаа во меѓувреме, како човекот што е од фелата и сте поминале многу работи поврзани со сето ова, како би оцениле вие истрагата? Да ја води еден обвинител кој што беше на заминување буквално, и така и го пишувавме новинарите, јавниот обвинител, државниот јавен на заминување, бидејќи беше на заминување, и тоа беше конечно доколку и дадеше негативна оценка околу нели неговата интерпелација судскиот совет, тоа ќе беше бадијава, повторно ќе се гласаше, ќе отидеше во собрание и ќе мораше да се спроведе. Тоа но му дадоа шанса, нели, повторно. Пазете, тука владата направи многу голем чекор, со тоа што, коректно, ја почнавте истрагата, завршете ја. Ви даваме шанса. Ви даваме шанса. И таа шанса, јас мислам дека досега сето ова што е изработено и сето ова како се води истрагата, значи во двата овие правци кои што ги спомнавме, слабостите на системот, системските слабости и пропусти години наназад, значи и она што се случувало вечерта. Значи самиот момент конкретно за настанување, и вие видите дека сите осомничени и сите приведени, на кои што им се определени и соодветни мерки на предпазливост, сите се тие опфатени со одредени действија, сторување или не сторување вечерта или претходно во одреден временски период. И затоа мојата оценка секогаш досега, зборам за овие 30 дена, дека
Овие 11 обвинители и плюс обвинителството за организиран криминал, пошто два предмети се, нели? На едната страна имаме 49 сега, вамо имаме 7 полициски службеници кои што учествувале во давање на согласности, иако знаеле, иако очигледно било дека не ги исполнуваат условите, они дале позитивно мислење, затоа се тие 7, нели, викаме под истрага. Истрагата ќе си го кажи последно својот збор, но пак викам дека и од тука натака и самите обвинители и министерот Ошковски најавија дека истрагата ќе се прошируваат. Во која насока не може да зборуваат. Ние сите сакаме, и јас, и ви, особено вие медиумите, новинарите, македонската јавност, не само сите сакаме да знаеме каде ќе се прошируваат, но господа, тоа е согласно закон и таа е тања. Кога ќе си дојдите обвинителниот акт, ќе имаме можност, нели, тогаш ќе почне јавно судење, јавен увид во доказниот материјал и така натака, и тогаш ќе зборуваме. И затоа реков, ќе ги поздравам сите тие што ги именував, да престанат со таа селективност, да ги остават професионалните институции да си ја работата, а кога ќе се поднесите обвинителниот акт, тогаш може да коментира дали имало селективност или немало врз основа на она што ќе биде наведено и со подкрепено со докази во тој обвинителен акт. Во СДСМ, односно за СДСМ, главниот наратив е селективната истрага. Во меѓувреме, паралелно, ДУИ ја води својата битка со откривањето на криминалот во нивните редови кој што трае веќе неколку месеци. Тие пак ова го протолкуваа како атак врз албанскиот народ, не баре албанскиот народ или македонскиот или па и Цацко им е крив што тие нивни луѓе ги водеа институциите, меѓу другото и министерствата, но и надлежните, нели, инспекторати и секој што се сега во притвор или пак им се одредени други посебни, нели, истражни мерки или, нели, мерки на предпазливост. И како сега гледате на овој момент, што тие го повика, мислам, тоа беше многу ниско од една страна, бидејќи сите знаеме како функционираа партиите, колку луѓе вработија, особено во МВР и во судовите и во се, тие ги повикаа оние доблесните албанци да не потпаѓале на режимот и на оваа селективна истрага и да ја стерале правдата и да не ги слушале. Повикаа на непослушност во МВР, што е недозволиво и законски, мислам дека е кривично дело. Видете, дозволете. Да. Затоа цело време, не само јас, и многу експерти укажуваме на фактот дека оваа влада доби тако голем легитимитет затоа што граѓаните очекуваат една за секогаш да се расчисти со сите тие коруптивни елементи кои што изградија систем на неказнивост. Тој систем на неказнивост и тој систем на коруптивност која што е видлива кај сите нивни функционери, вие видите години наназад. Значи во 20 годишното владење на ДУИ, сем Арбен Буџаку, ако не го грешам името, Буџаку што беше министер за транспорт и врски, значи само тој беше подвргнат на истрага. Ниту еден друг функционер, јако селото нивно владење... Агрон беше, да. Агрон Буџаку, затоа реков дека не го грешам името. Значи, целото нивно владење на ДУИ во овие 20 години е скандалозно. Секогаш не е само на штета на македонецот, на штета на сите националности кои што живеат во Република Македонија. Има председател во бегство во моментот, кој што беше председател актуелен кога избега. Ама пазете, видете, најдобра заштита на криминалот, знаете што е? Што нешто ќе го ставам како класифицирана информација. Ние имаме подпишан договор со Бехтел и Јенка, кој што е класифицирана информација која што не може да се декласифицират без согласност на Бехтел и Јенка. А Бехтел и Јенка сега ако ја земиме како корпорација, во оваа власт во Соединетите Американски држави не игра така моćно како што играше со она друга претходна власт што некој ја нарекуваше власт на длабоката држава. Но тоа оставам времето да си го покажи, затоа викам тој скандалозен договор. Оние 169 милиони евра скандалозен кој што многу малку го експлотираме како случај, пошто беше непосредно пред се случи пред оваа трагедија што ни се случи во Кочани со мазутот,
Да. 169 милиони. Пазете, канцероген, затоа што Сеат Кочан за 17 милиони му беше конфискуван имот огромен од возило, од машинери и така натака и така натака во поставката на беше истата цена, значи он не беше надвор од не беше цената. надвор од цената. Овде купуван и пазете, дозволете, најголемата работа што треба да се истражи, каде што е директно инволвирана Дуи, односно нивниот вице-премиер кој што сега е во бегство, е набавката на јагленот преку Албанија и Косово, кој што се вршеше со превоз со камиони, кој што е најнеисплатлив. За такви количини. Братот на поранешниот премиер. Да, и така и Вице Заев и така натака. И таа истрага колку побрзо излези, затоа што, пазете, некако јавно во обвинителство ни ја запостави истрагата што ја водевне против Крмзов. Против Крмзов 15 милиони евра завршени, финансиска полиција таму си ја одработи својата работа и поднесе поднесок према обвинителството. Ме разбирате, тоа беше на почетокот кога дојде ова влада и затоа викам, ова влада има толку многу работа во делот на корупцијата, затоа што само по себе се носеа закони преку ноќ кои што беа генератори на корупција. Вие измените во кривичниот закон и не само амнестија. Па јас ќе ви кажам јавните набавки, значи суштината на јавната набавка која е? Да производот кој што е предмет на јавна набавка е поевтин од онај производ кој што е во малопродажба. Например, треба да купите храна за затворот, Идризово, да кажеме. И треба да купам тон месо. Ако тоа месо, јас како институција го набавувам поскапо него што е во малопродажба, тога ќе го пуштам референтот, ќе го криминалот, тоа ќе го пуштам референтот, нека одит, нека купите од продавница и сме завршени, сум заштедил. Дали вие купувате тон, 2-3, да, и го плаќат, да, треба да паднете. Барем во најмала рака треба да се изгуби маржата на малопродажба. Маржата која што е во малопродажба, затоа што нели увозникот или производителот има своја маржа, а не па да биде поскапо. А не па да биде поскапо. Затоа викам, они создадоа коруптивни носеа такви коруптивни закони. Истото тоа ни се случува и со Бехтел и Енка, со патиштата и така натака. Па вие видите, каде отидоа додатните пари што отидоа за автопатот Охрид Кичево, а не се фрли една лопата асфалт. А се потрошија околу 200 милиони евра за сите години. Што се случи со клиничкиот центар? Јас колку што имам информации, не знам, треба истражителите да ги проверат. Земјиштето на потез од северниот дел на населбата Волково, значи испод Кучково, према Кондово, целиот тој дел каде што требаше да биде тој објект, беше државно земјиште, но се појавија и приватни собственици. Наводно на тие приватни собственици земјиштето им е национализирано и платено, но ден денеска они си го работат. Некој не воспоставил владење. Значи тоа треба да се истражи, тоа е типичен криминал. По која цена тоа да не права муавет, по која цена е платено? Надвор од државната цена. Значи сето тоа треба да се истражи. И вие кај ќе пипните и денеска сега пред 2-3 дена читам по медиумите и по порталите, читам дека оваа влада била виновна за тоа што го кочела изградбата на клиничкиот центар. Луѓе, не знам, нормален човек треба да се крсти, не со лева, не со де, не знам како. Немате некој чувство на една медиумска хајка против актуелната влада, спроведена од повеќе телевизии, од за интернет медиуми да не зборуваме, така едно насобрано многу медиуми на едно место, некои кои што не би требало според многумина да бидат таму, и сите на свој начин пецкаат и удираат таму каде што не треба, создавајќи едно јавно мислење кое што е надвор од реалноста, но сепак одат сакате чекорите на опозицијата, која што меѓу другото има 18, не се не 18, 17 или 16 пратеника и го нарекуваат лидерот, не е лидер, председател е на партија која што оди на кај 10 пратеника и сето тоа, но
Тие се главните, тоа се случува се што прави СДСМ е главното, она што го прави власта никогаш не е добро, една хајка буквално медиумска, не мислите дека не ви личи таа хајка медиумска дека се водите на скриена битка за до одработување на она извршено велепредавство и она доведување на Република Македонија во починета состојба заради истите тие актери учествуваат директно во тоа. Точно, значи позадината на сето тоа е ова како да се присили оваа влада да го напушти својот програм. Бугарите во устав да, но со одложено дејство, тогаш кога ќе станеме членка на Европската унија, кога ќе бидеме равноправни, они си го одработуваат тоа сценарио, за кое што сценарио многу експерти, па и јас имам зборувано дека во себе содржи многу висока корупција. Ајде да се прашаме, што бараше Али Ахмети во 2015 година на посета во Атина? Во кое својство отиде? Председател на држава? Значи, пазете, малку некои кои што се разбират од разузнавање, разузнавачки делување и така натака, затоа што историјата никогаш не ги следит интересите на големите сили и така натака. И сега овие кои што превзеле обврски, кои што наплатиле големи пари преку дело тие пари ги слушате. Грчката влада кажа колку милиони се дадени директно од нив. Колку пари УСАИД вложил, колку пари вложиле Сорос, колку пари вложиле. И кога ќе земите таа структура на ваши колеги новинари, за жал, они си го доодработуваат антимакедонското сценарио и при тоа се обидуваат по секоја цена да се борат со највалкани работи да го заштитат украденото, што во организираниот криминал стои како начело. Најдрзок и најопасен сум тогаш кога се борам да го задржам украденото, односно нелегално стекнатото. Луѓе мои, значи ја јавно пред македонската јавност ова го имам изборувано. Таа власт од 2017 до 2024 година потроши преку 32 милиарди евра буџети. Од тие 32 милиарди евра буџети, 50% нека беа заплати на сите вработени во јавни. 50% требаше да бидат капитални инвестиции. Они една лопата асфалт не фрли, една градинка не направи, едно училиште не онади. Се прашло ли некој каде се прашло ли некој каде се 120 милиони евра за фабриката за електрични автомобили? Така. Во Тетово, во Тетово, да. Дали се тоа се огромни пари. Тоа се огромни пари. Да не правам за било што. Луѓе, зошто го уништивме земјоделието? Ова е моја констатација врз основа на она што јас никој пат не одам да пазарам, нормално сопругата нели пазарите ми кажува цени на патлиџани, викат ама не знам од каде ги носат, луѓе во зборуваат од Албанија. Во последниве 5 години, пошто контактирам јас со многу албанци, викаат во Албанија се направија толку оранжери и толку се зголеми оранжериското производство, да Албанија станува извозник на храна, што никој пат не било во изминатите 80 години. Албанија македонското уништено. Дозволете, Албанија ја препознававме по Лазарат, чувањето на марихуаната со автоматски пушки, нели? Па дојдоа карабинерите од Италија да го разбијат тоа. Тоа што се случуваше во Лазарат, сега нас ни се случуваат во Струмица, во Валандово, во Гевгелија и така натака. Ајде да се прашаме кои фирми и што фирми добија лиценци за производство на канабис? Така. И секој ден, не ама секоја недела, некој фатене со погрешен тип на марихуана, па нивната марихуана во Арачиново, па не е битно, ние викаме, наместо ние да развиваме и да бидиме извозник на храна, што и бевне, каде што и бевне, ние станавме... Ги заменивме улогите со Албанија. Ги заменивме тоа. Извозник на марихуана, извозник на марихуана, а тие извозник на храна. Ја сваќате поентата која ми беше? Да. Значи тоа е, затоа викам се создаде во Македонија нов наркоклан, Струмичко-Битолскиот. Тој е многу поопасен за разлика од овие хероинско-кокаински кланови, не знам на Грчец, не знам на Беланоца, не знам на овој, на оној и така натака. Значи тоа е суштината на проблемот. И сега јас го следам еве и министерот за земјоделие, од петни жили се трудиме секако да ги мотивираме луѓето, ама не, они си го најдоа мотивот во марихуаната.
Многу тешко вие сега можете да ги вратите во производство на прехранбени производи, на градинарски, на сточарски и така натака и така натака. Или фотоволтаици. И ти фотоволтаици и така натака, што стана на нашите поли и на нашите места. Значи тоа беше тие погрешни економски политики кои што се водеа во Република. Но не случајно за некого гледано од страна, мислевме дека е случајно, ништо не е случајно. Па да, иначе од каде сега толку пари да се инвестират во Дубаи? Да. Некој гради згради. Некој гради згради во Дубај. Тоа би било научна фантастика пред неколку години. Пред неколку години беше научна фантастика дека некој македонски бизнисмен ќе може да гради во Дубај каде што требат милиарди долари и евра. Неимар, да. Така. Значи, дали ја сваќате поентата? И сега тие луѓе ми доваѓаат и ми викаат, знаете што, имате селективност во истрага. Која селективност кога вие не мрднавте ни еден сантим кабелот е виновен за модуларната болница. Овде имате истрага од првиот момент, значи од првиот момент кога се случи настанот, државниот јавен обвинител на лице место, обвинителот за гонење на организиран криминал на лице место, веднаш составени тимови на јавни обвинители, полицијата на лице место, брза помош и медицината, да не зборам, значи Министерството за здравство, значи феноменално ја одработи за секоја чест. Вежба предходно, среќа. Секоја чест, значи све за поздравување и за честитки и добро е што им се зголемија и платите и личните доходи на медицинските сестри, на целокупниот медицински персонал, затоа што на вистина се покажа дека имаме и стручен кадар, и професионален кадар, и знаење во вакви услови какви што затекнавме, да покажа такви резултати, тоа е ненормално. И затоа е добро да се инвестират во здравството, да се они не направија луѓе една соба не уредија во било тоа да е во 8 септември, било да е тоа на клинички центар. Што се лажиме, па Филипче распишуваше нови тендери затоа што 18 милиони денари биле малку, па ајде да го зголемиле за 15, зошто за да има провизија. Да. И сега тој тендерот со вакцините кој што за среќа не се реализираше, кој што беше 3 пати поскап од реалната цена. Точно тоа. И сега ние бевме единствена држава која што молевне, среќа Србија и другите ни дадоа, Србија, Бугарија ни дадоа по некоја вакцина жива, среќа за греев, ние бевне, значи такво понижување. И забораваме такви работи за жал. Такво понижување, такво поценување и затоа ја стално викам, се додека таа структура не одговара за загрозување на независноста на Република Македонија, членот 308, за подпишување на капитулација со Преспанскиот договор, се додека тие луѓе не се најдат на доживотен затвор за тие кривични дела, за обезличувањето на државата, за идентитетот, за јазикот, за културата, за уметноста, за се, да не правам муавет за трговијата за артефакти. Тоа е прашање, посебно прашање кое што некој пат со некој медиум ќе го разработиме. Затоа што таму се вртат огромни милиони изнесени артефакти од Република Македонија години назад. Значи тоа е тоа и сега таа структура доваѓаат и мене ми зборуваат за селективност, па ми не знам, не можам. Нема чувства во себе, но гнев и бес најмногу. Не ми личат на луѓе. Како слонови во пижами. Да, не ми личат на луѓе. Да. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме токму за сршта на проблемот повторно и што треба да се стори, дали реотворањето на оние случаи кои така бегло се поминаа со каблите, со возачот е крив, со медицинската сестра, шалтерскиот работник во двојник, се начинот да ја вратиме работата назад, но и да ги казниме, овие што ги споменувате. Со нас е Љубомир Ѓурчевски, безбедносен експерт, криминолог. Се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Љубомир Ѓурчевски. Ѓурчевски, она што го споменавме на крајот на првиот дел, дали реотворањето на случаите како што се онкологија, како што е двојник, како што е модуларната болница, како што е ласкарци, како што е струма, односно Беса Транс, сите овие случаи кои што имаат црно петно зад себе, затоа што дефинитивно според сите не завршија како што треба, ниту истрагите, ниту обвиненијата, ниту обвинетите се тие, ќе помогнат да се врати она што треба да се врати, се вика моментот на
рибата која што смрди од главата, која што за жал еден премиер наметна, остана така 7 години си беше, рибата смрдеше од опашката. Дали преку овие случаи може да се дојде до вистинските виновници кои што ја донесоа државата во ваква состојба? Ги споменавте и оние кои што ја донесуваа во подредена улога, односно вршејќи предавство за кој што има минимум 5 години затвор, па сето натаму, но дали преку реотворањето ќе дојдеме и до министрите, до директорите на фондови за здравство, на инспекции, вакви, такви, па и премиер. Дозволете, не само што ќе дојдеме и не само што ќе го подигнеме рейтингот на правниот систем во државата, не само ќе ги надминеме и сите оние слабости, системски слабости, затоа што ќе покажеме дека во оваа држава секој криминал мора да биде добро истражен и добро процесуиран и добро санкциониран, затоа што во секој случај, во овие случаеви, не само во несреќата, има основа за нивно реотворање? Има основа, не да има основа, затоа што пазете, викаме и еден доказ нов да излези, одма се создават основ за реотварање, односно за повторување на постапката, било да е тоа за сообраќајната несреќа кај Ласкарци, било да е тоа за пожарот на автобусот во Бугарија, било да е тоа за модуларната болница, било да е тоа за онкологија или за било кој друг случај, кој што, па и ако сакате и за полицајката, само таму мислам одирањето од пајакот, мислам дека има настапено застарување, треба да се провери, да не збориме однапред. Значи, има еден куп нови докази кои што можат да доведат до излегување на вистината и спроведување на вистинските виновници, да не биде тоа кабелот, шалтерскиот работник, медицинската сестра, почниците, возачот. Значи, пазете, затоа викаме, има еден куп докази кои што ќе не доведат да спроведиме до една реална истрага, законита истрага, во која што ќе бидат точно изведени сите материјални докази, кој вршил технички преглед, кој вршил надзор, кој дал фалсификувана лиценца, кој дал одобрение, како поминувал на царина тој автобус, кој што немал дозвола за меѓународен транспорт, како ни исчезнувале лековите во онкологија и така натака, зашто пратеничката Мизрахим имаше многу јаки извештај во собрание, но некој се потруди, анкетната комисија, но некој се потруди сето тоа да заврши во корпа, односно да имаме една голема неказнивост и така натака. Затоа викам за сите тие случаи, па ако сакате и за бегствата од затворите што ни се случува, значи сето тоа треба и како добро да се истражи и да се дојди до вистинските сторители на тие кривични дела, не само и да се дојди до сите оние кои што ја попречувале истрагата или влијаеле врз органите да не се спроведи соодветна истрага, за да одредени лица бидат ослободени од одговорност и така натака, затоа што биле партиски функционери, затоа што биле партиски донатори, затоа што биле, не знам, по кој основ поврзани со актуелната власт, тогашната актуелна власт и така натака, сите оние коруптивни елементи кои што следуваат внатре, нели, кои што се нус производ на целата таа работа, како што викаме, нели, за фалсификуваната лиценца во дискотеката во Кочани, нели, државниот секретар, викаме, зел 7.000, тоа во истрагата, јавниот обвинител го соопшти дека зеле 7.000 евра е даден подкуп и така натака, значи тоа е нус производ на целото тоа фалсификувано работење, односно незаконско работење, со злоупотреба на службената положба или несовесно вршење на службените действија внатре во институцијата. И затоа викам дека ние со тие постапки, со реотварање на овие случаеви и како ќе го ослободиме тој нефункционален систем кој што некој ни го создаде, за да можеме и она што денеска Државната комисија за спречување на корупција посочи одредени закони, Законот за угостителска дејност, Законот за заштита од пожари и така натака, многу други закони кои што се онадени, каде што треба да се направи интервенција, законска интервенција, па ако сакате јас ќе спомнам и Законот за јавен ред и мир, околу присуството, околу надлежноста на полицијата, околу отстранувањето на малолетниците, затоа што во Битола имавме класичен законски пример, нели, делсуваат полицијата, наоѓаат малолетници, ги повикуваат родителите, им ги предават на родителите, но се поднесуваат прекршочни пријави за присуство на малолетници внатре.
против родителите и против малолетниците, но и против одговорното лице во правното лице. Значи таму имаме класичен пример како полицијата треба да постапуваат при тие контроли, а не вие имате 600 луѓе во објект каде што има 200 луѓе, па не може да се пробие полицијата да изврши легитимирање. Дали ја разбирате суштината на проблемот, и затоа реков истрагата треба да ги даде тие елементи непосредно, значи вечерта, и она што викаме системските слабости на сите овие действија кои што се проследени со ова, и тоа не само тамо. Ајде да се запрашаме, што правиме со кабарината по Западна Македонија со оние барови? Да. Со играње на шипки, јавна тајна, да, дали тие имаат лиценз? Не по селата, по Шипковица, по... Значи, луѓе, дајте да ги заштитиме граѓаните, они нека работат, но да ги исполнат безбедносно законските услови за да можат граѓанинот кој што внатре троши пари да се чувствува безбеден. Без разлика дали е во Шипковица, дали е во Струмица, дали е во Тетово, дали е во Брод Македонски или не знам во Делчево. Да. Мислите дека 2 месеца како што најавија, уште 2 месеца ќе бидат доволно за да се заокружи целосно, да се финализира и да биде како што треба со сите нишани истрагата за Кочанската трагедија? Видете, обвинителството држи до законскиот рок, дека истрагата може да трае 3 месеци, 3 плюс 3 месеци. Јас типувам и предвидувам дека ќе биде продолжена 3 плюс 3 со оглед дека очекувам дека ќе биде и проширена. Обвиненијата. Очекувам дека ќе биде и проширена, затоа што факт е дека ако сакаме, значи, се добро да истражиме и да обезбедиме соодветни докази, значи 3 плюс 3 месеци мислам дека е идеално време за до поднесување на обвинителен акт пред надлежните судови, затоа што ќе имаме две. Може би ова против полициските службеници ќе биде побрзо поднесен, тој може би ќе заврши во овие 2 месеца наредниве и ќе биде поднесен обвинителниот акт, но овамо каде што имаме 49 лица, значи, во надлежност на основното јавно обвинителство во Кочани, тамо ќе треба и делегирање на суди и така натака, но тоа се веќе техникали кои што надлежните судски органи си ги знаат законските надлежности, затоа што тамо нема судечки судија, затоа што сите суди учествуваа во како суди на претходна постапка, нели, со издавање на наредби и така натака, они не ќе можат да судат по обвинителниот акт, но затоа има делегирање на суди, тука е апелација Штип, тука Струмица и така натака. Мислам дека тоа се веќе техникали, кои што техникали многу брзо ќе се решаваат. Но за воскреснување буквално и за дигање од пепелта на тој системски феникс, сепак ќе мора да биде зачинет со овие случаи кои што ги споменавме, кои што се црно петно на македонското правосудство, за да го има вистинскиот ефект дека ништо не е оставено настрана, дека системот на вистина е ревитализиран и точно, ние мораме, значи ова влада има жежо костен во рака, да го ревитализира, точно да го ревитализират вкупниот систем, било да е тоа правен, судски, економски, безбедносен и така натака, затоа што каде ќе пипните, верувајте. Го начекаа на апарати, буквално. Не на апарати, клиничка смрт. Дефинитивно. Клиничка смрт, значи, пазете и сега вие тоа треба да го покрените. Значи, во една таква состојба, вие може да замислите колку е тешко да функционират и да се работи и да се спроведуваат, при тоа да ги исполнуваат се сите тековни активности. Затоа што тековните активности ве газат. Тие течат, работат, нема чекање, нема онадење, вие сте презеле обврска. Обврска е автопатот до Летово да биде 47 км пуштен во употреба, не знам таа градинка, не знам тој проект, не знам овој проект, значи сте презеле обврски. И се поставуваат прашањето, имаме ли толку можности, можеме ли, не можеме ли сето тоа, така да, затоа што и вие констатиравте, и јас тоа цело време го зборувам. Ние имаме една нелегитимна опозиција, по мене, од оваа структура на пратеници, од Социјалдемократскиот сојуз и од ДУИ не требаше ниту еден да се најдит на листата на пратеници, затоа што тие имаат за себе огромен багаж. Криминоген багаж, кој што треба да биде истражен. Оливер, зар некој треба да му ги прости 215 пасоши? Па тоа ако не е шалтерските работници шалтерските работници се. Да. А во Бели Вук го спомна неговото име во Србија. Точно тоа. Значи го следам. И затоа стално сите зборуваме. И сега вие сакате во една таква структура на криминалци на кои што им се дадени, за кои што се наплатени огромни пари, да не се лажиме луѓе.
Да. Не се лажиме. И Сега сега не е вие... бесплатно, најмалку тоа. Да, значи, затоа викам во една... И сега тој истиот ти е пратеник во собрание и тој истиот од говорница кажуваат за некаква селективност. Или Ковачевски. Или Ковачевски. Леле, луѓе, тоа, мислам дека самото тоа адреналинот ти создава нервоза, како да ви кажам, значи, едноставно ви се гади то Ветерана, тие. да. Да, ви се гади то тие, тоа одма размислувате дека не станува збор за луѓе, за не луѓе. Значи, кои што немаат ни морал, ни етичност, ни честност, ништо. Благодарам што бевте мој гост. Благодарам на тоа, поканата. ќе имаме и друга шанса да го продолжиме. Мојаветот ми беше чест. Добро, ете, јас бев прв гостин после Подолго време. после она моја здравствен проблем, но што е тука е сега. Да сте е ни добро. живи и здрави, да. Сега е Тоа добро, па ќе видиме. Ви благодарам уште еднаш. Ми беше чест. Поканата. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.